ние сме почнали ово пензijsko го бараме за пензионерите, мислам за земјоделците, го бараме веќе над 3 години. И до ден денеска, значи, ние немаме ништо. А до релевантните министерства име доста и писмено обрнено. Сето тоа нема никакво решение од них кажено. Така да ние не знаеме веќе што да правиме на еден начин, дали сме отделни од таа држава или не сакат повеќе, не знам на кој начин веќе ние да постапиме. Зошто прво најглавното питање е зошто е скинено нашето пензijsko? Тоа прашање најме стеге и не можам да сватам зошто е сите пред нас што беа тие од 78 беа сите до еден си добија, дури и нема платено, некои доплаќаа на тај начин им даде и се им се даде како што треба. Таман дојде, јас изгубих за 4 месеци. Јас имам 67 години. Не сум веќе ни 64, ако веќе и 67 да ми терат години, како у некои држави што ги терат, и тие ги исполнувам веќе. Него не е тоа целта. Дали ние производството сме го давали на друга држава? Дали тоа производство сме го носили во сосем друго место, например? И ние за тоа се буниме, како тие предходници наши што зимаа, и тие не се кој зна какви големи пари. Да речеме да е многу голема пара, ние бараме, таа е најмаленката, мислам, ни пензија не се наречува, таа е социјална помош. Поднесовте ли вие документи? Законот е донесен, поднесовте ли документи во фонд? Сите документи не се поднесени и тоа, па како да кажам, за многу кратко време ние ги поднесеме документите. И од тога до сега јас не можам, име изминно некаде околу 5-6 месеци веќе. Можда тука негде. Име изминно и секој пат у фондо одиме, секој посебно од нас, од инициативниот одбор оде и питувајме. Дали ќе биде нешто, викат се додека там не се реше, извини. Се додека там не се реше, вика ништо нема. И у Скопје, значи, од владата се очекува. Значи, зборовите не ги дават тие, повеќе не. Имаме прилика да се собереме со од ВМРО беше пратенико Славе, речи го Гошев, и истиот и он не објаќа и само едноч го повикаме тога и не збра колку толку кај Танкица горе. И обеќано ни беше многу и многу добро го сватиме. Човекот не кажа лошо, не кажа многу добро, али тоа добро многу време помина и од тоа добро само доброто ни остана на нас. Ништо не добијаме од тоа повеќе. Значи, земјоделците кои што реагираа за добивање на земјоделска пензија, старосната пензија, да, сега во моментов не добиваат. Не. Сега, а јас се оште сакам едно питање да поставам. Дали, јас веќе 4-та година ќе почнам, минно ме е, како редовен пензионер, ако земах на 64, кој ќе ми надокнаде на мене тие години си одат, веќе се додека не добием јас решение, значи јас не сум пензионер. Друго, најосновно што не боле, додека сме, веќе и не мокни сме, ние на години сме, не сме мокни, треба не теретат за да платиме социјално. Социјално треба додека сум жив, јас ќе сам мокни да можам да обстанам да плаќам јас социјално. Тоа никако не се размислува за нас, значи никој не мисле да рече тие луѓе оти стварно е потреба. Имам, невестата ми е со удар. Два пати им кинат негата. Сега последно иде решение, вика, поради не сме го видели болесниково ко стање и им се окинува, вика, негата. Зошто? Јас бранам ли го неа да видат дома? Јас ако не им дам леп, ако не им дам лекове, ако не им дам вода, ако не ја покрим, она не може самата никако, нити у ВЦ, нити у таквото. Значи, јас го неа негувам,
А нега нема. Ако они мислеа да не дадат, јас мислам че не префатаа до сега 5 пати, не едноч. Веќе они шо речеа, ние, вика, ќе внесете вие документо и ќе очекувате секој ден. И секој ден да очекуваме и ние да се навратуваме там. Само губиме време. Знаеш ли колко време им е изгубено ние со тоа? Земјоделци сме ние, не сме. Јас кажах и у собрание беме, од таа рака, кој не е апнал од земјоделицо? И толку ли го понижувате земјоделицо? Зошто толку го понижуваат земјоделицо, а се фалат со него? А со земјоделицо се фалат. Значи, сите фалби од земјоделицо ги очекуваат. Ако ги очекуваме, ние сме стварно аграрска земја. Не сме ние како словенците или како било кој, него речено е, треба да се доплате тоа и да си го дадат они, не смее тоа нас да не зафркават. Земја поседувам од 76 година. Пензиското е негде 78, од 6 месец почнува и јас се имам исплатено до 94 година, последната година која исплатих, до тоа наполнав 16 и пол години полни стаж. И од кога ни сукина 94 година платих 1350 марки, ги претворих во динаре, не ми остана ни за едно пиво. Сите пари ги платих за здравството и за пензиското. И после 2007 од декември изјавија дека 43-та, мислам, беше последна генерација која зема пензија и од там навам до ден денеска нема ни еден пензионер. Едино сега во наш сел има 2 решенија добиено, кои им фалят негде по 4 години да се доплатат, а другите се чекат решенија. Брат ми лично од 2 марта има поднесено решение, се документи со 21 година стаж, още нема ништо добиено. И јас не знам они до кога ќе не лажат и ќе се играат со земјоделците. Играчка не оди, това са големи пари, ама ипак за лекарство ќе стигнат за старите. И затоа Вие бевте во пензиското, понесовте документи, побаравте, шо ви кажа од таму? се има поднесено, билим пред 2-3 недели, беме кај началникот таму. И он рече, ќе одате, вика, ќе барат, додека не ни известат одгоре, вика, ние не смееме да пуштим ни едно решение. А гледам, тие што имат за доплата, имат у наше село, Зубово, имат 2 решенија веќе стигнато, што треба да се доплатат и да добиват пензија. Ви има ли многу? Колку ви има? Прилика? Па има, до предходната седница имаше од Министерството за финансии издадено 440, точно 440 потврди, а у фонду за пензijsko имало примано 360. А тие 80, зашо не се примани? Од кои причини не ни е јасно. Това не ни објаснил никој. И вие чекате се уште одговор? Чекаме одговор. И ги поканиваме сите пратеници од двете партии. Да видите што е проблем. И од съда се надоаѓат пратениците од ВМРО, не идат до сега. Само еднач што беме горе кај Славе Гошев беше, имаше дали Ило, как се викаше, од фондо еден беше там. Там беше и пратенико Пишев. И они тогава ни обичаат дека од денеска. Пушнајте, излезено е на службен вестник, поднесувајте се документот, важи за 6 месеца кој се поднесе, кој има 10 години. 5 може да се доплате и да се добивате пензија. Ако останат, тоа го рече точно Славе Гошев, ако останат ни евентуално, вика, 20-30 луѓе, да можеме и на них да им помогнеме, да и они земат пензија земјоделска. 2010 година напълних годините за пензиониране. Тогава ми побара 5000 евро да платам, за да добивам пензия. И аз тия пари ги немах. И никой днес ги нема. Поднесех жалба. 2 години веќе тази жалба не е вратена. Сакам поновно да поднесам барене. Вика, не можеш да имаш поднесено. Не може. Имото ми е прехвърлен на 83-та година. А сега одих за уверение да ми признават от 89-та. Дех са другите години. Значи се има некои манипулации, как да кажем. Я днеска пак я поднесам да видим, що ќе биде. Значи не се гледат работа.